Тука зад мене, во една од канцелариите на Обединетите нации, денеска продолжуваат разговорите со посредство на медијаторот, специјалниот представник од Обединетите нации за разликите околу името на Република Македонија, кое што ги оспорува Република Грција. Продолжуваат разговорите по неколку години. Иако информациите пуштени директно од Нимиц дека средбата ќе се одржи на 11 и 12 во Брисел, всушност вчера на 11 воопшто и не дојде до средба, а не беа присутни ниту медијаторот Нимиц, ниту дел од тимовите од Република Македонија и од Република Грција. Се очекува разговорите од тука, кога ќе завршат, да се префрлат во друга зграда, во еден поголем објект на Обединетите нации тука во Брисел, каде што ќе се одржи и пресконференција, односно каде што ќе дознаеме дали воопшто медијаторот Нимиц изнал нов предлог за решавање на оваа долгогодишна препрека за членство на Македонија во Европската унија и во НАТО. Сушност, според наши извори, не се ни очекува да има нов предлог, туку воопшто само Нимиц ги повикал двата тима за да може да се запознае со развојот на настаните по затоплувањето на односите како што се оценува помеѓу Скопје и Атина и оној нов приот на македонската дипломатија, особено по договорот со Бугарија и ветувањата дадени од македонска страна дека ќе преземат се за да може да се заврши оној процес на евроатлантска интеграција на Република Македонија. Во однос на евроинтеграциите, веројатно дека за тоа ќе стане збори на работниот ручек, кој што попладнево ќе го има македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров во седиштето на Европската комисија на покана од председателството на Советот на Европската унија, каде што на тој работен ручек ќе бидат сите представници од земите членки, но и од земите кои што се кандидати за членство во Европската унија. За сега толку од овдека од Брисел, во очекување на информации од средбата која што се одвива тука зад мене во една од просториите на Обединетите нации, за тоа како поминала, дали повторно Нимиц ке изрази оптимизам и дали воопшто има нов предлог за надминување на оваа долгогодишна препрека на македонските интеграции, ке известиме во следните изданија на вестите на телевизија Нова.